почитувани припадници на армията, участници на вежбата, дами и господа. На прагот сме на реализација на вежбата Блесок 22, активност која е детално планирана во период од речиси една година и активност која представува еден од приоритетите на армијата за 2022 година. Во оваа прилика упатувам поздрав до сите вас, но и признание за сето она што заедно го направивме во текот на процесот на планирање на вежбата. Командата за операции и подчинетите единици, заедно со Генералштабот на армијата и Министерството за одбрана во изминатата година максимално беа ангажирани за успешно планирање и извршување на вежбата Блесок 22. Затоа изразувам благодарност до сите вклучени структури во процесот на планирање, организација и реализација на вежбата. Во оваа прилика би сакал да истакнам важноста, но пред се тежината на самата вежба Блесок 22. Во изминатите неколку години единици од армијата беа оценувани согласно концептот на оперативни способности, но сега, за прв пат откако земјата е полноправна членка на Алијансата, ќе се реализира оценување на целна способност на армијата во рамки на национална вежба. Како директор на вежбата, бев почестен да ја водам групата за планирање на вежбата, а потоа и тимот за планирање, низ една, пред се, одговорна задача, чиј концепт се заснува на директивата за колективна обука и вежби на НАТО 75.3. Главната цел на нас, како тим за планирање, беше да се обезбедат максимални услови за реализација на вежбата, како што се изработка на оперативните документи, обезбедување на реална логистичка поддршка и слично. Сега, наред е лесниот пешајски батальон да го демонстрира високото ниво на борбена готовност согласно стандардите за оценување на копнени команди и единици на Сдружената команда за операции на НАТО, односно КРЕО. Оценувањето, кое ќе се реализира во 3 фази, ќе го изврши национален тим за оценување, сертифициран од НАТО школото, а следено од НАТО монитори како предуслов за активноста да биде валидирана. Со цел зголемување на кредибилитетот на оценувањето се поканети и ќе учествуваат колеги од нашите земји сојузници Германија, Грција и Унгарија во улога на НАТО монитор, оценувачи и наблюдувачи. Во таа насока, како директор на вежбата, очекувам и барам коректност од сите кои се вклучени во вежбата, било тоа да се елементите на вежбата, тимот за оценување или единицата која се оценува, а се во функција на остварување на заедничката цел. За нас, како земја членка на НАТО, оваа вежба е од исклучителна важност и покажува дека армијата на Република Северна Македонија е подготвена да действува заедно со нашите партнери и сојузници согласно заеднички стандарди. Токму современите безбедносни закани бараат заеднички напор и меѓународна соработка во борбата против тие закани. На оваа вежба, лесниот пешајски батальон ќе го демонстрира високото ниво на борбена готовност, со што ќе се исполнат преземените обврски за операционализација на декларираните капацитети и ќе се потврди нашата посветеност кон НАТО алијансата. Со ова ќе покажеме дека армијата располага со високо обучена единица, способна за извршување на дадените задачи. Покрај ова, уште еднаш покажавме дека имаме капацитет и умешност за планирање и организирање на голема вежба согласно стандардите на НАТО. На крајот, уште еднаш благодарност до сите вас за вашата посветеност во планирачкиот процес, но и на сите други активности поврзани со подготовките и реализација на вежбата. На сите вас учесници на Блесок 22 ви посакувам успешна вежба. Да го направиме Блесок 22 успешна приказна. Со ова, дозволете ми да ја прогласам вежбата Блесок 22 за отворена. Ви благодарам на сите. We have